Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште една емисија од серијалот посветен на локалните избори закажани на 15 октомври. Како што веќе имавте можност да проследите разговор со кандидатите за градоначалници на Крива Паланка, одвојуваме време и простор и за кандидатите за градоначалници на општина Куманово. За прв пат, односно за почеток на оваа емисија, кога се во прашање кандидатите за градоначалници, ја отвораме со кандидатот за градоначалник од Коалицијата за живот во Македонија, предводена од СДСМ, Максим Димитриевски. Добро вечер, добре дојдовте во нашата телевизија. Добро вечер, подобро ве најдов и поздрав до гледачите на Канал 3, К3 телевизија во Куманово и Кумановско. Така. Кампањата веќе започна, се одвива последната недела од изборната кампања пред одржување на изборите на 15 октомври. Она кое што го практикуваме како почеток во секоја емисија да ги запознаеме гледачите, иако многумина знаат и се добро запознаени со профилот на кандидатите за градоначалници, но еве сепак нема да биде на одмет од вас лично да слушнеме зошто го прифативте предизвикот да бидете кандидат за градоначалник и подготвен ли е Максим Димитриевски да стане идниот татко на Куманово? Па мотивот е голем. Првенствено сакам да дадам допринос за заедницата во која што живеам, за својот град, да дадам допринос да изградиме поубаво општество за сите и да гледаме како градот се развива во просперитетно, се уредува и едноставно со едно сериозно урбанистичко решение ќе остави простор на останатите генерации да продолжат таму кај што ние ќе застанеме. Сметам дека имам доволно енергија, позитивна енергија да ја вложам во следните 4 години од Куманово да направам поубаво место за живење и воедно да решам што поголем број на комунални проблеми, инфраструктурни проблеми и стратешки прашања во нашата општина и тоа првенствено со помош на централната власт предводена од страна на Социјалдемократскиот сојуз и господинот Зоран Заев. Така, на стартот на изборната кампања го обележа, можам слободно да кажам, црни настани, односно се случија доста голем број на обиени штабови, значи со убиства, напади на кандидатите за градоначалници. Сепак тоа не беше пример за општина Куманово. Како ја оценувате досегашната изборна кампања и сметате ли дека ваквите настани сепак ќе остават црна дамка со оглед на фактот дека парламентарните избори беа далеку помирни од локалните сега? Осудувам секаков тип на насилство, првенствено никако насилство за време на избори и сметам дека демократијата ќе победи на овие избори. Ги осудувам сите тие настани. Истрагата е во тек и ќе покаже што всушност се случувало. Имавме реакции од надлежното Министерство за внатрешни работи, кое што на овие избори, за наша среќа и за среќа на граѓаните, не е повеќе МВР. Има одговорен министер кој што раководи со министерството и веќе излегува со сериозни информации во делот на сите тие настани. За наша среќа во Куманово немаме немили да настани до ден денеска, дури немаме ни црна кампања која што е одсутна, освен она што нешто се споменува на социјалните мрежи, одредени групи, одредени блиски до партиите, портали и така натаму, но ќе продолжам во позитивен дух да ја следам кампањата, да ја представувам мојата програма пред електоратот и тоа го барам од сите мои против кандидати. Едноставно да, во Куманово и во Република Македонија имаме едни навистина демократски избори кои што се својствени за нордиските држави. Така, споменавте социјални мрежи, сепак се наметнува тоа прашање, дали повеќе се верува на она кое што се пласира на социјалните мрежи како што постои денеска или пак она што се пласира преку медиумите? Па граѓаните се тие кои што ценат. Мислам дека објективното информирање е едно, социјалните мрежи, спинуваните информации и тенденциозните информации кои што се најавуваат и се пласираат по социјалните мрежи, сметам дека се однапред прочитани од страна на електоратот и тоа е воочливо во делот на јавната поддршка во форма на лајкување, шерување и така натаму, кое што е евидентно дека на шпекулативни информации едноставно граѓаните не одговараат или ги игнорираат. Така, во изборната кампања влеговте и како пратеник. Оно што сигурно ги интересира граѓаните, дали ќе си поднесете оставка од оваа функција? Па јас веќе тоа го изјавив во едно моје интервју на Канал 5 телевизија. Несвојствено е, доколку не бидам избран за градоначалник, да се вратам да продолжам со својата работа во парламентот.
оваа прилика повторно ја користам да потврдам дека Максим Димитриевски по локалните избори, без разлика на исходот на локалните избори, повеќе нема да биде пратеник во Републичкото собрание. Нас граѓаните не бираа пред неполни година дена, и ако моите граѓани не ми дадат одговорност да ги предводам на локално ниво, тогаш јас немам ни специфична тежина да ги застапувам во законодавниот дом во Собранието на Република Македонија. Исто така сметам дека овој пример треба да го следат и моите колеги. Јас го информирав мојот председател на партијата со писмено најава за оставка, тоест не враќање во парламентот при евентуален негативен исход на овие избори, иако ја чувствувам поддршката од граѓаните, која што е одгромна, и верувам дека ќе се стекнам со одговорност да ја водам општината во следните 4 години и едноставно да го земам и епитетот татко на сите граѓани во нашиот град. Така, на почетокот на изборната кампања од политичката партија ГРОМ излегува со неколку пресконференции во кои ве обвинуваат дека тоа што СДСМ е сега на централно ниво, а вие како актуелен пратеник ја користите за да добивате поени за сопствена кандидатура. Спомнуваат два случаи, тоа беше посетата на вице-премиерот за економски прашања Кочо Анѓушев, кој што заедно има можност да се види дека остваривте средба со бизнис заедницата, и од пред неколку дена посетата на министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Тоа се чисти инсинуации со јавноста и едноставно се обидуваат да наметнат погрешна слика во јавноста. Јас на таа средба со кумановските стопанственици бев во присуство на поканет од бизнис заедницата, а воедно што ја вршам функцијата која што имам во моментов, а тоа е пратеник на собранието и кандидат за градоначалник, тоа е веќе нешто друго. Поразговарав таму отворено, ја напуштив средбата порано, бидејќи претходно имав договорено конвенција на која што ги промовиравме кандидатите за предстојни локални избори кои што се во тек, а господин Очетан Ѓушев дојде на таа посета и ќе мора да го прашате лично него во кое својство и како. Знам дека дојде после работно време. Тука беа сите бизнисмени, беше исклучително квалитетна средба, голем број на бизнисмени, кај што не беше воопшто битна нити партиската, нити било каква друга припадност. Едноставно му благодарам што најде време да дојде и да го посети кумановското стопанство. Тоа што ми удостоија мене со покана да присуствувам на таа средба и да добијам можност од аспект на моите гледања и моите искуства во бизнисот, бидејќи развивам семеен бизнис од 98 година, да споделам со тие луѓе во салата тука со какви све пречки се соочував јас при развојот на мојот бизнис, не треба да се свати како хендикеп или било каква злоупотреба, туку првенствено како споделување на едно заедничко искуство, бидејќи мојата намера првенствено е да го кренам кумановското стопанство на нозе, да ги обединам кумановските бизнисмени, а општинските пари со кои што располагаме како град да ги втурнам во кумановското стопанство и да им ги дадам како директен импот во делот на извршување на разни задачи кои што би ги дале во форма на услуга кон општината. Што се однесува до посетата на господја Царевска, посетата на господја Царевска беше мимо работно време, со приватно возило, значи сите ние имаме јавни, но имаме и партиски функции и сметам дека е некоректно да се вадат истите од контекст, бидејќи смееме да си дозволиме да посетиме партиски штаб на СДСМ, ние излегуваме од политичка партија и едноставно немаше злоупотреба на било какви државни ресурси во партиско-политички цели во склоп на еден изборен процес. А која беше целта на посетата во средоред на министерката за труд и социјална политика? Значи, министерката посети одреден број на граѓани, но првенствено посети и еден од штабовите на Социјалдемократскиот сојуз кој што беше отворен таму. Тоа што луѓето ја среќава и сакаа да ја прашаат за одредени прашања, значи таа не може да бега од луѓе. Исто како јас, како пратеник, не можам да избегам од одговорноста кога луѓето ме прашуваат за одредени државни политики, државни прашања, што ќе се преполувам на пола и сега ќе бидам кандидат за градоначалник од една страна, од друга страна ќе бидам половина пратеник. Една со друга
позиција се едноставно конектирани. Битно е дали вие користите државни ресурси во партиски цели. Овде немаше ниту во еден момент користење на било каков државен ресурс. Нити возила, нити логистика, нити луѓе вработени во институциите, што не беше пракса во минатото. Знаете, тргнувајќи од поранешниот премиер господинот Груевски пушташе чешми по цела Македонија, околу него салутираше пола влада и сите технички служби кои што му стоеа на готовс и му беа во функција. Поранешната министерка за внатрешни работи Јанкуловска го приимени министерството МВР во МВР се со единствена цел дека има на најгорниот штаб, на најгорниот спрат во министерството лоцирано просторија штабска, партиска и така. Тоа денеска не е случај во Република Македонија. Република Македонија од декември минатата година интензивно се демократизира како држава и на добар пат сме да ја поделиме и разграничиме државата од партијата. На овие локални избори ДУИ излезе само со советничка листа. Дали како ваш коалиционен партнер, за кое што вие велите дека вашата победа ќе биде убедлива уште во првиот круг, ќе биде потпомогната токму од гласачкото албанско тело? Значи, секоја поддршка е добро дојдена. Јас гласачкото тело не го делам по етничка основа. За мене глас е глас без разлика од која етничка, политичка или пак верска провиненција доаѓа. Ние сме мултиетничка средина. Имаме голем број на различни етнички заедници и јас поддршката и за мене како кандидат и за советничката листа на кандидати на СДСМ и нашите коалициони партнери ја барам од сите граѓани на Куманово. Сите граѓани за мене се кумановчани, а потоа се тоа што се произнеле самите по однос на етничката основа. Поддршката од останатите партии, а и од представниците на ДУИ е добре дојдена, апсолутно ја прифаќам и ќе се обидам да го дадам својот максимум доколку бидам избран и ја добијам довербата, за да тој електорат кој што ми е дал довербата ги оправдам неговите очекувања. А имам големи планови во делот на рамномерен развој на општина Куманово во сите нејзини делови каде и да е поставена. Така, ќе преминеме и токму на тој дел што се однесува на проектите опфатени во вашата програма, кое што вели живот за сите и живот за сите во Куманово. Ќе проговорим и за тоа кои се приоритетните проекти со кои што вие настапувате, но она кое што сигурно ги интересира сите. А тоа е долгот кој што го има општина Куманово. Како ќе го решите овој проблем и зошто се доведе до ситуација да најголемата општина во Македонија работи под блокада и работи со огромен долг? Па 11 години општина Куманово, власта на ВМРО ДПМН е од централна позиција и граѓаните на општина Куманово ги дроби на ситен камен. И тоа се, верувале или не, во најголем дел фиктивни долгови, со фиктивни задолжувања на јавните предпријатија, како што беше случајот со јавно предпријатие Водовод Куманово, кај што ретроактивно со фиктивни долгови се задолжи по основ на водоснабдување со сирова вода, кај што беше фиктивно покачена цената на суровата вода, 10 пати поскапо и фактурирано ретроактивно со години и едноставно предпријатието од едно стабилно предпријатие по финансискиот биланс и по прокнижување на сите тие барања стана едноставно загубар. Истиот е случај и со јавното предпријатие Чистота и зеленила, каде поради обврската за фактурирање на сметки и калкулацијата од 18% на ДДВ во сметката, беше создадена енормна даночна обврска по основ на неплатен ДДВ, бидејќи јавното предпријатие ги фактурира сите сметки, а не ги наплаќаше сите услуги. Останатите предпријатија во Македонија го преживеа тоа, но за јавно предпријатие Чистота следеше блокада, која што до ден денеска се уште е активна. Се побараа неколку алтернативни начини да се одблокира предпријатието, но поранешната власт беше секогаш слепа, бидејќи за нас беше мачја, а за останатите во Република Македонија беше мајка. Истиот случај беше и со блокадата на општина Куманово, каде што по однос на фамозни судски пресуди
за луѓе кои што се блиски или се основивачи во ВМРО ДПМН, се пресудуваат да граѓански пари во износ од 90 на милиони денари се пресудуваат со извршни пресуди по основ на обештетување долгорочно и се блокираат сметките на општината, и општината беше принудена целиот овој период да работи со задолжителна резерва или под блокада, под притисок. И покрај тоа се реализира голем број проекти во Куманово. Целта на поранешната централна власт беше да се блокира општината и едноставно пред граѓаните да се прикаже дека актуелната политика на СДСМ лошо работи и лошо менаџира со општина Куманово. Како вие планирате да ставите крај на тоа да општина Куманово работи под блокада? Имате ли некое конкретно решение? Па да, ќе седнам заедно со владата, бидејќи овој пат владата ќе мора да биде мајка и за нас како и за останатите така, општини. очекувате подршка. И ќе седнам отворено, ќе ги отворам сите овие ситуации на маса, ќе побараме решение. Може би решението ќе следи во друго долгорочно задолжување и со реорганизација на актуелните долгови и враќање и затварање на старите, продолжување од тука понатаму заедно. Но суштината е, Куманово има финансиски капацитет да функционира во делот на основните потреби, но доколку сакаме да реализираме капитални проекти кои што отсуствуваат веќе 11 години, не се финансирани од страна влада на Република Македонија. Во Куманово за 11 години ВМРО ДПМН и нивната власт нема инвестирано ништо. Единствена инвестиција се двете тениски игралишта, тоа се некаде околу 300 метри квадратни асфалт и 600 метра квадратни жица со која се оградени. Тоа се целокупните инвестиции на Никола Груевски. Додека во Куманово немаме капитални инвестиции, детски граденки. Последното школо е изградено далечната 83-та е почнато да се гради, 87-та е завршена. И сите останати капитални проекти. Нам ни требаат пари од централната власт за решавање на стратешки прашања во Куманово, како што е проблемот со водоснабдувањето и изградба на нов цевковод, релација Липковска брана Куманово за нов дотур на 500 литри сурова вода, за да можеме мрежата и водоснабдувањето да го дисперзираме во секој дом, во секое населено место. Ние имаме сериозни проблеми со водоснабдувањето денеска. Пчиња, Студена бара, Вакав, Романовци, Љубодрак, Уминдол, Ново село и голем број на други оддалечени села, како што е Табановци, немаат водоснабдување. Не можете да го разграните кракот на мрежата доколку немате свеж дотур на вода. Таа капитална инвестиција, општината нема капацитет сама со самостојни средства да ја изфинансира и тука е потребна подршка од владата и имаме ветување за реализација на такви проекти и тоа е ставено и во изборната програма на парламентарните избори на Социјалдемократскиот сојуз, со што се стекнавме и со довербата кај граѓаните, но и превземавме обврска за реализација на такви проекти. Срамно е да говориме за едно Куманово, кај што 650 деца во моментов чекаат на листа на чекање за прием во детска градинка. Така, ќе проговориме конкретно за тоа малку подолу, ќе обработиме и таа тема, но конкретно кои се приоритетните проекти со кои што вие настапувате на овие локални избори и се застапени во вашата изборна програма? Значи, од капиталните проекти, веќе го кажав, новиот цевковод во должина од 18,5 километри, на релација Куманово-Липковска брана Глажња за нов дотур на сирова вода, за да трајно се реши проблемот со водоснабдување. Колка ве износот на доколку се направи ова инвестиција? Тоа се повеќе од 10 милиони евра инвестиција државни пари. И тоа е, значи, дури 2 до 3 оперативни општински буџети, што значи општина Куманово нема капацитет да реализира сама со сопствени средства еден таков проект. Што се однесува до останатите приоритети. Првенствено планирам веднаш да влезам со справување со сообраќајниот метеж, кој што е евидентен во Куманово и со изградба на поголем број на катни гаражи, кои што ги планирам да ги лоцирам во централно градско подрачје и во близина на централно градско подрачје. Каде точно? Конкретно. Првата катна гаража која што е службена зад судот Куманово и полициската станица.
популарната берза што ја викаме наспроти судот и големиот паркинг зад банките. Пред самиот хотел Кристал во централно градско подрачје сутеренска гаража на 2 нивоа. Во локалитетот Серава, кај што ќе се искористи паркинг плацот за зградите. Позади Сума локацијата имаме простор за катна гаража и на сите оние места кај што ќе можеме да лоцираме место, да можеме да изведеме соодветно паркирање со тип на 2 нивоа паркирање со монтажни зглобни катни гаражи кои што се модерни и се монтираат секаде во светот, Так. па дури се доста актуелни сега и во последно Колку е време во Скопје. вкупниот капацитет на овие, колку што чинам 5 катни гаражи, Значи, споменавте? Куманово во моментов има некаде регистрирано околу 27.000 возила. А сообраќајниот план на Куманово предвидувал 80-тите години да градот има 7 до 8.000 моторни возила. Енормниот и неконтролиран увоз на возила овозможи да ние граѓаните го собериме целиот отпад од Европска Унија и го донесеме тука во Македонија последниве 8-9 години. На тој начин секој од нас кој што имаше по едно возило или немаше возило, денеска има по 2 или 3 возила паркирани пред своите врати. Паралелно со тоа, поради големи пропусти генерално во урбанизмот и преадаптацијата на стамбениот во деловен простор, кој што е хит не само во Куманово, во цела Македонија е сериозен проблем, создаде состојба, генерира проблеми да пред секоја врата, на секоја улица имаме натрпано голем број на возила. Денеска ние булеварите ги трансформиравме во улици, а улиците ни се трансформирани во сокачиња. Сокачињата веќе и не постојат, не може да се одвива никаков сообраќај и се претворени и трансформирани во паркиралишта. Ке мораме да тргнеме заедно сите, организирано и да се справуваме со овој проблем, да ги дислоцираме возилата од јавните прометни површини, а јавните прометни површини и да ги обезбедиме сообраќајните прометни површини и тротоарите на пешаците со тенденција да им дадеме можност еден ден и на велосипедистите да учествуваат во сообраќајот секојдневно. Континуирано, со една континуирана заедничка акција со полицијата, со претходно обезбедени услови во делот на паркирањето, би овозможиле на пешаците да се вратат на сообраќајните површини. Денеска е чудо да земете количка во рака и да го истуркате детето, например, од делот на градот, кај што јас живеам, зад ЗИК школото, па до централно градско подрачје. Бидејќи ако не скокате преку возилата, ќе мора да скокате преку узурпиран простор, преку скали и така натаму. И тој проблем е ист и за мене, и за вас, и за било кој друг припадник на било која политичка партија, било која етничка заедница, едноставно тоа им се смета на сите. Ке мора редот да го ставиме сите заедно и организирано да учествуваме во тоа и првенствено ставајќи го редот, секој од нас да се запраша себе си во делот на општествената одговорност. Каде паркира, каде застанува, каде ја става својата кола, дали времено паркира, дали оди на кафе со кола, бидејќи имате случај да во централно градско подрачје ви одите на кафе, плаќате кафе 60 денари, а немате навика да платите паркинг од 30 денари. Кога ќе се зголеми бројот на местата и на капацитетите за паркирање во градот, тогаш профитот во јавното претпријатие за давање на паркинг услуги ќе се зголеми и ќе се создадат услови да се намали и цената на паркирањето и тоа ќе биде мојата интенција во последните 2 години од мандатот. Колку реално е потребно да се изградат одредени проширувања или доизградба на нови паркинг простори? На самиот почеток минимум 500 места со тенденција до 1000 места за да се реши сообраќајниот метеж во централното градско подрачје, а потоа ќе се шириме кон периферијата и делот на градскиот пазар и така натаму. Освен сообраќајниот метеж, сите добро знаеме дека проблем во Куманово се и многуте стамбени згради кои што се направени, а за кои што велите и вие дека ќе ставите крај на урбаната градежна мафија.
како и зошто на стартот од самиот почеток на изборната кампања, актуелниот се уште градоначелник Зоран Дамјановски и вас и против кандидатот ве повика да воопшто не го коментирате за тоа како работил секторот за урбанизам, дали тоа било законски или незаконски, да се занимавате со ваши проекти? Не знам, не сум го слушнал овој коментар. Ке се вратам првично на сообраќајот. Само да додадам да се комплетира целиот проект за решавање на сообраќајниот метеж, ќе одам и со имплементација на проектите на пререгулација на раскрсниците од хоризонтална и вертикална светлосна сигнализација да поминам на уредување со кружни токови, воедно да се прошират булеварите, да се пробијат и да барам начин да ја дислоцирам автобуската станица од централното градско подрачје во периферија, тоест во близина на железничката станица и заедно со заеднички проект со македонски железници и државата ќе бараме имплементација на еден таков сериозен проект за да може да биде решен овој проект долгорочно како во сите останати европски модерни градови. На тој начин ќе се намали протокот на големите возила и на автобусите во градот и ќе се намали и загадувањето, а воедно и ќе се намали сообраќајниот метеж. Во делот на изјавата никогаш немам кажано урбана мафија, значи урбаниот хаос кој што постои во Куманово и во сите општини, за жал. Евидентно е дека урбанизмот како многу профитабилна гранка во последните 15 на 20 години во Република Македонија влезе и направи дупки на сите нивоа. Не познава политика и не прави разлика. Примерот е еден. Како председател на Совет во Минатово имав можност да гласам за одредени урбанистички решенија. Так. Во најголем дел урбанистичките решенија кај што се решаваше колективно домување бев против. За жал, најголем дел од советничката група на ВМРО ДПМН представена во Советот ги гласаше сите решенија. Тоа покажува дека секогаш постои повисок личен интерес на поединци во решавање на одредени прашања отколку политички. Јас имам решение да го решам проблемот и сериозно планирам да се справам со проблемот во делот на градбата. Првенствено, да ја стопираме дивоградбата и да го стопираме самовластието и злоупотребите во делот на градбата, со создавање на сериозна инспекцијска служба, која што ќе во функција и на самиот градоначалник и која што ќе работи посветено во делот на решавање на проблемите. Денеска имате градби и во Куманово и во цела Македонија, кај што се градат стамбени згради без паркиралишта. Имаме голем број на такви објекти кои што се пример во Куманово. Се водат и истражни постапки пред надлежни државни органи во Министерство за внатрешни работи. Си постојат легитимни органи кои што ќе си ги спроведат тие постапки до крај. Немам намера да стопирам ништо, но имам намера да се сериозно позанимавам со тоа што ќе се случува во иднина. Едноставно ќе барам форма и начин да Советот на општина Куманово во рамките на постоечките важечки акти и закони кои што се на сила во државата донесе одредени прописи со кои што дополнително ќе ги обврза потенцијалните идни инвеститори во општина Куманово кога изработуваат големи капитални проекти во дел на колективно домување и изградба на колективни стамбени згради, да предвиди поголем број на паркиралишта во рамки на градежната парцела во која што се гради. Вие денеска на една маркица која што се вцртува имате се, но за жал паркиралишта не. Тоа не бил случајот 80-тите години кога се планирала една современа населба, Гоце Делчев. Тогаш се планирале паркиралишта во рамки на самата градежна парцела и имаме одреден број на отворени паркиралишта на отворено. Додека денеска стамбените згради, особено во централно градско подрачје, се планирани со некои подземни гаражи кои што за жал на лице место кога го отидете таму ги нема, а гледате дека за истиот објект е направен технички прием, продадени се становите на собствениците и едноставно имате оштетени и тие кои што купиле станови, ги имате
оштетено трајно и граѓаните кои што живеат во Куманово, бидејќи тој објект ви е тука, вие не можете да го дислоцирате, реални се проблемите за неговото функционирање, сопствениците имаат возила, мора да ги паркираат некаде и тој проблем генерално ќе мора да се реши. Од друга страна, планирам ширење на градот и отварање на нови градежни зони во градот, од тип на нови современи населби кај што ќе дадеме парцелизација на земјиште за да можат да се градат современи домови во форма на индивидуални објекти, куќи како што биле трендовите порано 80-тите години на еден зелен рит или друга населба, но во една урбано предвидена форма. Некако што беше навиката во одредени делови на градот, секој да гради така како што сака. Така, кога сме веќе кај градењето, можеби и вие ќе се сложите со мене дека градскиот плоштад е огледало на градот. Градскиот плоштад во Куманово изгледа во некои нормални рамки уредено, но дали во вашата програма предвидувате доуредување затоа што ние како медиум секако паметиме за тоа дека имаше одредени жалби од страна на граѓаните дека е упропастен градскиот плоштад. Предвидувате ли нешто во вашата програма за да го дополните, за да биде многу поубаво место за сите граѓани на Куманово? Најпрви сакам отворено да изјавам дека имам намера да ја тргнам комплетната урбана опрема од градскиот плоштад. На градскиот плоштад може да има кафетерии и може да има пратечка опрема, но не и урбана опрема и да се прават на самиот плоштад кафичи и кафетерии од цврста градба или монтажна градба. Тоа е недозволиво и тоа го нема никаде во светот. Интенцијата е да го реконструирам првично делумно во делот на урбаната опрема која што ќе се постави, нови клупи, хортикултурно уредување, поправка на фонтаните и сето онаа што ќе даде еден убав, модерен лик на онаа што веќе го имаме, но интенцијата ќе биде да дополнително се влезе во една капитална инвестиција за пробивање на подземна улица, спојување на двата плоштада и со дополнителна изградба на една контролирано голема катна гаража од некаде 100 места, каде што би можеле луѓето кои доаѓаат во централното градско подрачје да ги паркираат своите возила и воопшто нема да биде ефтино да се паркира возило во таа катна гаража. Исто така, со тој процес до комплетирање на централното градско подрачје со конечно решавање на проблемот со Чоробенско ќоше, кое што стои како отворен проблем и не е решен со години поради имотно-правни односи, да побарам стратешки инвеститор, да побарам измена во генералниот урбанистички план, деталниот урбанистички план, со изградба на еден објект од многу современ тип за да се одбележи центарот на градот. Тоа значи деловно стамбен административен комплекс со повеќе нивоа на подземно паркирање и трајно решавање во склоп на тој комплекс на паркирањето во централното градско подрачје со голем капацитет на можност за паркирање на возила и во еден современ трейд центар. Тоа му треба на Куманово и Куманово планирам да го смени својот лик во следните 10 години. Бидејќи мојот концепт и мојата визија не е само да го видам Куманово како град кој што ќе решава ситни комунални проблеми. Куманово има за обврска да се трансформира во космополитски град од големи размери, бидејќи нашата местоположба и на северо-јужниот и на источно-западниот коридор е од исклучително значење и како историски аспект градот има на тежина, но ќе треба да добие и како на тежина и како еден нов и современ, модерен, урбан, културен центар во иднина кој што Куманово како град ќе игра не само во Република Македонија, туку на Балканот генерално. Така, сообраќајниот метеж, кога ќе се разгледува во целина и како носи негативни последици пред се поради загадувањето на воздухот во Куманово, кое што не само во летниот период. Граѓаните пред се особено имаат проблеми во зимскиот период, кога еве започнува и грејната сезона. Навистина е тешко да се движи не само низ централното градско подрачје, туку и во многу други населени места.
Кои се мерките и проектите кои што вие како кандидат за градоначалник ги планирате, како ќе действувате да се намали загадувањето во Куманово, дали е тоа со изградба на многу поголеми зелени површини кои што сега реално во Куманово многу малку и постојат? Генералниот проблем со загадувањето е што во Куманово или во Македонија, поради ниската социоекономска состојба на граѓаните, секој гори и согорува што ќе стигне. Тргнувајќи од оние туќанчинањата и сервисите за поправка на возила, кои што за жал согоруваат лош улје, па завршувајќи со најсиромашните слоеви на граѓаните, кои што согоруваат дрвја богати со многу смола и така натаму. Дополнителен проблем е што имаме голем број на нееколошки возила кои што се внесува во државата последните години, вклучувајќи го тука и јавниот превоз кој што се организира. И на крајот, малата реализација на гасоводниот систем во градот. Првично планирам докапитализација сериозна на јавно предпријатие Куманово газ. И првиот проект ќе биде заедно со Министерството за здравство да однесам газ во Кумановската болница. Не само што ќе направи болницата како корисник големи заштеди, туку генерално ќе направиме и голем еколошки ефект со тоа што ќе го намалиме загадувањето кое што доаѓа директно од овој објект кој што во моментов се загрева на масут. Од друга страна, ќе ја дисперзирам гасоводната мрежа низ градот, за да се обидам во рамките на мандатот да почнам да имплементирам проекти во населбите кај што е најгусто населен градот и со тоа да дадам и бенефит на граѓаните, но исто така и да го намалам загадувањето. И третата фаза е во делот на решавањето на јавниот превоз да изнајдам начин за дислокација на автобуската станица, да ги пренасочам возилата во периферијата на градот, да автобусите кои што доаѓаат од страна, знаете дека имаме огромен транзит од многу превознички компании кои што влегуваат во Куманово, а плаќаат мала такса, да ги одоночам дополнително, да им побарнам дополнително пари за влез во Куманово, но истите возила да ги дислоцирам на периферија на градот и да побарам од превозниците кои што го вршат јавниот превоз, да влезат во докапитализација на едно современо јавно предпријатие од принцип на јавно-приватно партнерство, каде што сите оние кои што во моментов работат во тој бизнис и добиле можност да влезат во капитализација на едно такво наше заедничко јавно предпријатие и на тој начин да го подигнеме квалитетот и на услугите, но и еколошкото ниво. На тој начин ќе си го заштитиме здравјето и на самите себе и на сите граѓани и онаа што е примерно, а тоа е постоечките зелени површини да се одржуваат редовно и дополнително да се градат и создаваат нови зелени површини на секое место во градот. Тука само ќе напоменам и дека во планот за дислокација на автобуската станица, на тоа место планирам да вцртам и да изградам нови спортски терени со ново зелена површина во градот. Секаде каде што може да се развива, ќе се развива зелената површина и дополнително ќе се вложат дополнителни средства за нејзино одржување. Бидејќи генерално, ако го земеме проблемот со спомен Костурница, која што е оставена на забот на времето, без ничија негрижа, државата нема еден денар потрошено средства, иако има обврска и да се грижи и е собственик на самиот споменик и на сето тоа што е таму, сепак не се издвојуваат средства за нејзино одржување. Уште во 2018 година ќе побарам од Министерството за култура да предвиди средства за реконструкција на спомен Костурница во Куманово, која што ќе ја трансформирам во место кое што на вистина ќе почиваат остатоците на нашите предци доследно така како што треба, без да има некој можност да ги сквернави, а од друга страна ќе изградиме нови спортски терени, нови трим патеки, патеки за пешачење и други нови зелени површини за кои што општината ќе превземе обврска да ги уредува и да ги одржува континуирано.
денеска да отидеме таму, е жално да погледнеме каква е состојбата и треба сите ние, без разлика кој од која политичка партија доаѓаме, да се срамиме од состојбата која што е затечена таму на лице место. Споменавте гасификација, она кое што сакам да ве прашаме, зошто во Куманово целосно не беше спроведен проектот за гасификација? Каде настана проблемот со што навистина е наисплатив енерген за затоплување, а сепак најголем дел од домаќинствата во Куманово се затоплуваат на дрва? Каде беше проблемот што не успеа да се спроведе? Па прво сакам да ви информирам дека општина Куманово е единствена општина и прва општина во Република Македонија која што со сопствени средства, со средства на граѓаните на општина Куманово, успеа да направи гасификација. И ние имаме реална гасификација во Куманово. Гасот тече и покрај сите обструкции од поранешна централна власт. Гасот тече и се дистрибуира до крајни државни корисници, од кои што најголем дел на корисниците се јавни објекти во сопственост на државата, тоест на општината, како училишта, градинките, самата општина и други јавни институции. Но за да се реализира еден сериозен проект на гасификација, се потребни средства за капитализација на јавното предпријатие, бидејќи таму треба да се инвестира и повторно, после одреден временски период, тие средства се враќаат. За жал, државата не даваше можност за кредитно задолжување на општина Куманово за да се докапитализира самата инвестиција. И моравме со сопствени сили во рамки на можностите да шириме паралелно мрежа за гасификација и да воведуваме газ таму каде што беше најнеопходен за да може да ги сервисираме потребите на општинските институции, со тоа да се намалат трошоците и да се намали загадувањето. Но ниту во еден момент општината не располагаше со сериозни средства за да влезе во одредена инвестиција за сериозна капитализација од некаде 3-4 милиони евра инвестиција на годишно ниво, каде што сериозно би ја разгранила својата мрежа и би донела газ во секој дом. Проблем за Куманово секако сместувачките капацитети во градинките на листата на чекање на вистина долга, над 600 деца чинаме бројката која што чека на листата за да бидат примени во градинките во Куманово. Какво решение нудите за да се реши овој проблем? Преседане да живеете во 21 век, да бидете председател на совет на општина, да ви се јави пријател и да ви бара ургенција да му запишете дете во детска градинка. Тоа ми се случуваше на мене. Реакции од пријатели за да се запише дете во детска градинка. Замислете, 11 години се зборуваше за проектот Четврто дете, за зголемување на наталитетот. Слушавме за разни отчети каде што се граделе по Македонија и по 60 на детски градинки, а Куманово, кое што со 7% учествува во државниот буџет, 0 денари инвестиција капитална од страна на државата. Ни една детска градинка во Куманово. 650 деца во моментов чекаат за упис во детска градинка. А тие што ги имаме запишано во детските градинки се далеку од нормативите и стандардите по однос на дозволен број на деца кои што можат да бидат сместени. Значи групите доколку треба да бидат по 10, харикирам, во моментов се по 25 деца внатре. Тоа е нашата реалност. Со недоволен број на луѓе кои што треба да ги обслужуваат од аспект на стручен кадар и така натаму. И тоа планирам сериозно да го сменам. Во мојата програма имам реконструкција на постојаните објекти и изградба на 2 нови детски градинки, од кои едната ќе биде од мултиетнички карактер за да се обидеме да ги споиме повторно децата од најмало ниво, бидејќи мултиетницизмот бара негување. Нашите деца се разделени уште од детска градинка, а ние сакаме да зборуваме за мултиетничко општество. Доколку сакаме да живееме заедно, ќе мораме да направиме посериозни взаемни конекции помеѓу себе. Сите мои другари, кои што ги имам од останатите етнички заедници, ами се другари, се првенствено мои другари стекнати низ животот, низ процесот на образовниот процес и взаемната комуникација. Ке мора да изградиме една здрава генерација на луѓе која што повторно ќе не површи. Сакали ние да признаеме или не, Куманово е за жал етнички поделен град по течението на каналот Серава.
лева и десна страна и тоа е јавна тајна. Имам за обврска да ги дисперзирам парите на граѓаните да се трошат подеднакво во сите делови на градот, при тоа не занемарувајќи ја периферијата и не занемарувајќи ја руралната средина која што е поприлично запоставена. На тој начин ќе постигнам еден баланс со еден ваков начин на буџетирање, го нареков граѓански тип на буџетирање, дисперзиран каде што едноставно од целата пита ќе пробаат сите неизини граѓани подеднакво. На тој начин ќе успеам во рамките на моите убедувања да поразговарам и со нашите стратешки партнери кои што доаѓаат од меѓународната заедница и да поврзам директна помош во делот на имплементација на едни вакви мултиетнички проекти кои што ќе се општо корисни за секој граѓанин и за нашата општина. Минимум 2 и реконструкција на поголем број на детски градинки во Куманово, но изградба на комплетно 2 нови детски градинки. Исто така и сите оние простори, како што е Домот за пионери 29 ноември, кој што е оставен на забот на времето веќе 11-12 години да пропаѓа, целосна негова реконструкција и преадаптација во детска градинка и друг тип на такви објекти кои што ќе успеам да ги лоцирам во нашата општина и ќе можат да се пренаменат во капацитети за сместување на деца од најрана возраст. Колку предвидувате сместувачки капацитети со овие 2 градинки и нивна изградба? Некаде околу 400 деца би можеле да бидат згрижени во тие 2 нови детски градинки. Но тоа се проекти кои што ќе следат и нивната имплементација ќе зависи првенствено од делот на обезбедување на финансии кои што треба да дојдат во форма на капитални инвестиции финансирани од државата или од меѓународната заедница и пријателите од меѓународната заедница. Како доколку Максим Димитриевски стане идниот градоначелник на Куманово, ќе го реши она кое што се нарекува млади луѓе во Куманово? Невработеност, подобрување на условите за живот за сите млади луѓе во Куманово, конкретни мерки и проекти? Па, според евиденцијата некаде, во Биро за вработување имаме околу 17 на 18 илјади невработени лица, но реално бројката е многу поголема и се движи околу 27-28 илјади луѓе, бидејќи голем број на луѓе се избришани од евиденцијата за вработување, некои од нив нередовно се пријавуваат, некои се физички отсутни од Куманово и така натаму. Општината нема голем капацитет во делот на решавање на вработувањето. Ако направиме една анализа за последните 13 на година во периодот на Дамјановски, веројатно се вработени или заменети или примени по основ на нови вработувања, времени вработувања некаде околу 400 лица. Ако ја земете таа бројка од 400 до 27 ќе видите дека тоа е незначајна бројка во делот на степенот на намалување на проблемот со невработеноста во општина Куманово. Дури и 80-тите години Куманово имало проблем со невработеност од околу 20% од популацијата. Што значи тоа е генерален државен проблем. И јас планирам да пристапам и да дадам како иден татко на градот свој допринос во решавање на овој проблем заедно со владата на Република Македонија. Со тоа што суштински ќе го кренеме кумановското стопанство на нозе и ќе дадеме простор за сериозни инвестиции во тир зоните кои што се најавуваат со години во Куманово, а за жал една шајка не е закована таму од поранешната централна власт, освен што успеа Милијана Киевски заедно со негови некои соработници да ги распродаде за багателни цени најатрактивните парцели во тир зоната во Речици и Новини, за кое што ќе следи соодветна истражна постапка и еве јавно најавувам дека веднаш по превземање на функцијата ќе ги доставам сите документи кои што ги поседувам по однос на незаконска продажба и злоупотреба на службена должност и овластување на поранешниот министер за транспорт и врски во делот на распродажбата на државниот имот, од чија што распродажба општина Куманово е сериозно оштетена за милионски суми пари. Исто така, со владата ќе влеземе во концепт на развој на овие зони, кои што планирам да ги понудам на странците и странските инвеститори, но првенствено и на домашното стопанство, и да му дадам можност да се негува и развива. Денеска еден стопанственик кој што сака да инвестира, за да
обезбеди одредена површина на земја за да изгради било каков објект или хал, треба да издвои 100.000 евра само за да купи земјиште. Нема потреба од тоа. Во тир зоната, која што заедно ќе ја уредиме, ќе ја организираме, ќе оставиме и ќе ја поставиме основната инфраструктура, ќе обезбедиме земјиште кое што ќе биде по екстра поволни услови, некаде околу 71-75 денари по метар квадратен и ќе го ставиме на можност нашиот домашен инвеститор да инвестира под еднакви услови како и странскиот инвеститор. Веќе разговарав со поголем број на бизнис групи во нашиот град, помеѓу кои и со представниците на чевларско-преработувачката индустрија, кои што се и како заинтересирани да влезат во една ваква инвестиција. На тој начин ќе го кренеме стопанството, а со самото кревање на стопанството истото ќе побара нова работна сила и оваа бројка од 27.000 ќе се намали. Паралелно со тоа, согласно политиките на владата на Република Македонија, минималната плата од 12.000 денари, која што е со тенденција веќе следната година да се зголемува и така натаму во континуитет, сметам дека ќе го постигнеме тој ефект и масовно ќе им дадеме шанса на младите луѓе да се вработуваат. Паралелно со тоа, во делот на земјоделието и владините мерки за млади земјоделци, субвенции до 10.000 евра за секој индивидуален млад земјоделец до 40 години кој што ќе аплицира, ќе добие неповратни средства, ќе ги стимулираме младите луѓе работно да се ангажираат и во делот на бизнис инкубаторите и можноста за преквалификација на младите луѓе. Најголемиот проблем е кога младиот човек ќе заврши високо образование, откако ќе заврши и нема да добие можност да се вработи, доаѓа кај него до голема фрустрација и разочарување. Владата ќе понуди можност на секој од нив да оди на стажирање, до квалификација и ќе дава на самите фирми и стопанственици кои што ќе ги стимулираат ваквите стажирања и до обуки дополнителна финансиска помош и сама ќе ги плаќа одреден временски период истите откако ќе излезат од образовниот процес да се вклучат директно на пазарот на трудот и да не се создава тој вакуум кај нив и да не доаѓа до разочарување. Што предвидувате за најмалите? Во Куманово, по она слика која што денеска може да се види, рекреативни паркови за најмалите скоро и да не постојат. Од оние паркови кои што постојат во Куманово, се она кое што е станато е испокршен инвентар кој што многу повеќе представува една грда слика за градот отколку да значи она место и простор за одмор, за релаксација, за дружење, особено за најмалите. За најмалите треба да се создадат услови за да можат да имаат безгрижно детство и да имаат соодветно место каде да излезат мимо компјутерите и телефоните и да потрошат одредено време со другарчињата. Во наше време тоа беа улиците. Так. За жал денеска улиците се зафатени од возила. Децата едноставно немаат кај да играат топка. Потребни се нови спортски терени и тоа заедно кој ќе му го обезбедиме на Куманово. Со враќање на собственоста и одземање на спортските терени кои што сега во моментов се издадени на втори и трети лица кои што не ги извршуваат договорите, а ги владеат, и враќање во рацете на општината, општината ќе превземе обврска да ги реконструира тие спортски терени и да им ги стави да бидат достапни на младите луѓе. Еве еден пример ќе ви кажам позитивен. Општина Куманово со сопствени средства на граѓаните во изминатиот период изгради еден современ атлетски полигон. Кога да отидете таму, секогаш и во лето, па дури и во зима е преполно од млади луѓе, но и од оние кои што се од најмала возраст. Проблемот е друг. Ке мора суштински да навлеземе во одржување на истите терени кои што ги имаме, реконструкција на оние старите и зелените површини да ги одржуваме поквалитетно. Ние за жал денеска говориме за Куманово, најголема општина во Република Македонија, која што нема јавни тоалети ни во централно градско подрачје, нити во самите паркови. И тоа ќе мора да го решиме подхитно и планирам сериозно да се посветам на решавање на соодветните простори и зелените површини кај што ќе се даде можност да најмладите
се играат и се рекреираат заедно со нивните дедовци, баби, родители и така натаму, за да обезбедиме безгрижно детство на сите. Но од друга страна, ќе мора и поголема општествена одговорност на самите граѓани, бидејќи таа урбана опрема, која што се наоѓаше и на градскиот кеј, и на плоштадот, и во самите паркови, сите тие клупи, играчки и така натаму, беа искршени од самите граѓани. Не дојде никој од страна да ни ги искрши. Онаа ѓубре кое што го имаме и проблемот со хигиена во централното градско подрачје, на градскиот плоштад, тоа е нешто што во континуитет се повторува од самите граѓани. Ке мора многу превентивно и едукативно да работиме сите ние за да ги одвратиме, тоест да ги анулираме сите аномалии во нашето општество, во делот на онаа што значи однесување и граѓанска одговорност. Бидејќи вие можете да чистите колку сакате. Ако е некој решен да запрлува и да фрла отпад, вие можете само превентивно или на репресивен начин со казнена политика да го спречите во тоа. Што значи ќе треба сите како граѓани пред да кажеме и да побараме што тоа Куманово ќе направи за нас, да прашаме а што тоа ние можеме да направиме за нашиот град и за нашите граѓани. Така, сепак, тука се работи за свеста и едукацијата на самите граѓани, потребна е поголема свесност за самата околина, сепак ние сме тие кои што живееме во ова општина и треба да го направиме поубаво место за живење. Во неколку во низ овој разговор го споменавте Дамјановски како актуелен градоначалник. Дали имате поддршка од него затоа што е ваш колега, председоаѓа од иста политичка партија, од Социјалдемократскиот сојуз? Па јас имам апсолутна поддршка од Социјалдемократскиот сојуз и благодарен сум им на сите мои сопартици што ми ја дадоа поддршката да бидам кандидат и да ја споделам заедно со нив одговорноста, да ја барам поддршката од граѓаните на Куманово, да го менаџирам Куманово во следните 4 години, вклучувајќи го тука и господинот Дамјановски. Тоа што Дамјановски го знаеше до сега, го покажа. Граѓаните се тие кои што судеа на досегашните избори во делот на неговиот начин на менаџирање со градот. Тоа што јас го нудам на граѓаните во овој момент е тоа што го имам дефинирано во мојата програма Планот за живот во Куманово и имам намера цела оваа програма да ја реализирам во целост заедно со поддршката на владата на Република Македонија, на сите наши граѓани на Куманово и на сите наши меѓународни поддржувачи и пријатели кои што доаѓаат од страна, а на вистина ги имаме многу и може сериозно да се користат тие ресурси. Така, на овие избори граѓаните освен што ќе изберат нов градоначалник, ќе се бира и структурата, односно изгледот на Советот на општина Куманово. Да проговориме накратко со какви луѓе настапувате вие на овие локални избори, односно од какви луѓе е составена советничката листа на Социјалдемократскиот сојуз? Па Социјалдемократскиот сојуз има исклучително квалитетна и силна кандидатска листа на советници на овие предстојни избори. Нашиот носител е господја Атина Мургашанска. За прв пат имаме кандидат носител жена на овие избори и ние сме горди на таа одлука. Покрај неја имаме дури 50% од кандидатите се исто така жени, тоест доаѓаат од понежниот пол. Имаме луѓе од различен профил, тука имаме и лекари, и професори, и економисти, и правници, и земјоделци, и пензионери, од сите, буквално од сите профилации. Представени се од сите делови на градот, значи и регионалната, и реонската представеност, и онаа што е најбитно, сме представени од сите различни политички партии, кои што се во коалиција со СДСМ, но и од сите етнички заедници. Ние денеска зборуваме за кандидатска листа на советници, која што е представена и со македонци, и со албанци, и со срби, и со роми, и со турци, и со сите останати етнички заедници кои што ги има кај нас во Куманово, и при тоа ниту еден од нив не е помалку значаен од оној кој што е прв или 33 на листа. Имаме и кандидати за советници кои што не се представници на политичка партија, спортисти на годината и така натаму, кои што се одважи и сакаа да дадат допринос на еден ваков позитивен концепт со кој што веруваме дека дефинитивно
ќе го смениме Куманово по сите основи. Првенствено Куманово заслужува заедно со овие луѓе да тргне напред, бидејќи ние немаме време да стоиме во место. Предолг временски период, особено од 2001 до денеска, Куманово претрпе многу. Онаа што ни се случи 2015 во мај, на 9 и 10 во Дива населба, дополнително ја обврзува централната власт, бидејќи со тој гест ние ја задолживме Република Македонија многу. Го сочувавме мирот и стабилноста во државата. Република Македонија му должи на Куманово и ќе мора да му се одолжи. Тоа го призна и самиот премиер господинот Заев заедно кога разговаравме на плоштадот пред Кумановче. Така со оглед. Живеам за денот кога ќе го видам Куманово добро организиран, добро позициониран, меѓународно признаен и едноставно со урбан лик, град на сите негови граѓани, кој што просперитетно ќе чекори кон иднината, бидејќи се наоѓа на раскрсница на двата најважни коридора кои што го сечат Балканот и генерално регионот. Така со оглед на времето за предвидено за оваа емисија, сосема за крај, ќе имаме ли фер демократски избори на 15 октомври и еве да им се обратите на граѓаните на Куманово? Да, дефинитивно уверувам дека кампањата на Социјалдемократскиот сојуз ќе биде до крај позитивна, ќе влеземе на секоја врата, ќе ја побараме поддршката од секој граѓанин за нашиот концепт за живот во Куманово, за живот Македонија. Почитувани граѓани, ја користам оваа прилика да го искажам моето задоволство што во претходниот период ме примивте да дојдам да ве посетам, мене, моите кандидати за советници, представниците на изборниот штаб на Социјалдемократскиот сојуз. Тропнавме и ја побаравме вашата поддршка. Јас сум Максим Димитриевски. Имам знаење, имам енергија и сакам од Куманово да направам поубаво место за живење, за вашите и за моите деца, за иднината на сите нас. Ви благодарам. Така, благодарам господине Димитриевски и на вас за одвоеното време, за тоа што се одзовте на нашата покана да бидете наш гостин, да ги представите вашите проекти од изборната програма со која што настапувате на локалните избори. Јас во моје име ќе ви посакам среќа на локалните избори на 15 октомври и се надевам на понатамошна успешна соработка. Ви благодарам и нас, ми беше чест да гостувам во вашето студио. Така, благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, имавте можност да го проследите разговорот со кандидатот за градоначалник од Коалицијата за живот во Македонија, предводена од Социјалдемократски сојуз, Максим Димитриевски. Јас ќе ви се заблагодарам на вниманието со кое што не следевте. Се гледаме во следната емисија со друг гостин, односно со следниот кандидат за градоначалник на Куманово. Довидување.